Добре, драги пријатели, денеска одлучив да направам нова видеоанализа од глобалната политичка сцена. Да смеам подолго време, особено кога се во прашање преговорите во Турција. Не се надевам дека ќе продолжи комедијата која започна во 2022 година, кога преговарачот на Украина после беше убиен договорот, но мислам дека и неколку кога се спрема да Путин, затоа му рекол дека не е паметно, иако знае дека нема да патува. Но сепак објави астролошката мислам, видео, тоа беше анализа, но должен сум, како аналитичар, не сум должен, мислам, жалбам ви на многу аналитичари, светски, особено наши, Капалски му обечи, па и светски може да се каже доста му обечи, да ви анализирам што се случи во Турција и зошто така излезе. Прво, нелогично е, кој бар малку има грам логика во мозокот, Зеленски да бара лична средба со Владимир Путин, председател на Руската Федерација. Ќе кажете зошто е нелогично. Прво, самиот Зеленски донесе декрет забрана за разговор со Владимир Путин и Русија. А кога ја донесе? Есента 22 година, кога прво, значи имаше преговори во Турција, не ми текно кој месец беше пролета, незадоволни го убија преговарачот свој самите украинци. Сега што се случува? Соме на Трамп повторно се организира преговори Путин предложи во Турција, знаејќи што ќе се случува, таму нормално испати генерација од не е ни резервна, тоа е трета лига, може да се каже. По налог на Трамп, Зеленски замина до Турција, прво замина без никаква логика, бидејќи самиот си донесе декрет дека никој не спее да преговара со Путин, па ни он. Инако ја во многу моје видеоанализи, ако ме редовно следете, јасно кажа дека Зеленски е човек на Владимир Владимирович Путин. Е страшно интелигентен човек. Беше најдобар раководител на КГБ, ама беше криен во одреден. Значи беше 160 раководител, значи за да не биде корумпиран. Он би кажал како почна неговата кариера. Прво мислам дека беше заменик градоначелник на Санкт Петербург, градоначелник, потоа го постави Елцин за премиер, за да нова година 99-2000 со декрет го назначи за председател. Во меѓувреме ја формираше партијата Единствена Русија и победи веднаш нормално. Веќе 99 навака. За тоа време успеа Русија да препороди и економски, и воено, и се. Прво ги врати парите кон партијо клуб, после кон ММФ, но ги врати парите што СССР ги должеше на Америка, ќе кажете кои пари. За време на Втората светска војна Америка и помагаше на СССР со храна и муниција, но тоа не беше помош, тоа беа кредити, значи тие пари се вратени. А Трамп се најде во една незавидна ситуација, но го прекина мандатот 2016 до 2020 кој траеше. Во тоа време оправи малку економијата на своја факт и ја започна трговската војна со Кина. Сега Трамп што ги направи овие потези со царините, тоа го направи со една цел на воведе 250% царина, без Кина не можат. Зошто не можат? Кина е најголем купувач на Боингот, значи нивната авиоиндустрија веднаш ќе падне, но он го направи со една работа и сега преговара со Кина, да Кина своите фабрики, некои, да кажеме, ги пресели во САД, кој што обртно беше. Западот и САД ги селеа во Кина,
поради ефтината сила. Зошто? За да има голема невработеност во Америка. Они са пред рецесија, отпуштат работници и од самата војска, како и од администрацијата. И сега играта, или поточно, Доналд Трамп, староновиот председател, мислам, еден ман прескочи, неле, да се вклучи во новата подела на светот, каде е БРИКС главен, а поточно Кина и Русија. Но се игра на две карти. Русија му треба ради енергетиците, а Кина ради парите. Кина може да има повеќе долари и има најмногу записи на американци. Он каже кога ќе дојдам до 24 сата ќе го решам проблемот во Украина. И оно што го постигне Украина како ултиматум е да користат минералите, требаше 500 милиарда па намали и така натаму. Е една обична игра, комедија за мене како образован аналитичар. Зошто? На Америка таму има малку минерали. Оно што има минерали се во Донбас, Русија која веќе стана дел од рускиот устав, Донбас, значи тоа е Лугански, Донецк, Запорашка област, Херсонска, но BlackRock купи земја во Украина, а Украина заедно со Русија са житници европски, па може и светски да се каже, но особено европски. Украина има најплодна земја, или ораница оние викат, што има таква плодна земја и во Војводина. Значи, сета приказна не са минералите, него е земјата, а BlackRock, една од најголемите компании која може би држи власта, бидејќи приватни компании држат власта во Америка, не е председател само исторен играч. За разлика во Русија, председател ја држи власта во своји раце и он нема потреба да очека добрување, да притиска било какво копче. Тука е главниот играч, новиот договори Зеленски. Он направи една комедија во Америка, тоа на Трамп. Трамп да има притидеете Зеленски крив, затоа беше запознат и Путин ми тргнал со глава, бидејќи има долг разговор, там нема аргументи да ви докажат. Но моите анализи го зборот, час и половина. И што се случува? Се договорија како понатаму ќе течат сценаријата. Ердоган го вклучија, повторно да организира седби. Русија исплати втора лига, не ни втора, него трета лига, преговарачи. А Зеленски Трамп го натера да појде тако, иако му декрет да не сме никој да преговара самиот, наводно со сретниот со Путин. Тоа беше комедија невидена. Он се смеев на светските, ако може да се наречат аналитичари нашиве, повеќе кафански досам обичаи, за да знаеш што треба да ја познаваш историјата, многу работи. Во многу мои видео анализи кажав дека ово што случува во Украина е враќање на историските руски територии. Еве ќе ви кажам зашто. Прво Украина никогаш не постоела како држава. Ова е период имало и кнежество Киевско, а Русија ќе го сметат ко татко на руските градови. Значи Русија почва од Киев да се гради и тоа беше и мислам Украина на руски, значи крајно, она беше и едно време под шведско, литванско-полска власт, така натаму. Но во царски Русија стана дел од Русија, што и нивно говорно подрачјето таму има најголем процент Руси. И Зеленски, за да ги предизвика сите овие работи, да влезат русите или да почне конфликтот, прво го забрани рускиот јазик, чак и у кафани зборење и така натаму. Се направија многу инциденти, а русите имат филозофија, фрли рипче да фатиш крапче. Зошто? Они се подготвени да се ратуваат. Него тоа направи кој е познал добро и ги следе нивната историја, и во првата и втората, особено втората светска војна. Што значи, они жртвуваа некои работи и самото влегување
на украинците во Курската област и Белогорската, тоа е договор. Зошто? Сите елитни единици се уништуваат токму на руско тло. Значи, на русици е полесно да ги уништат војната сила на Украина, да ги пуштат, а тоа е малку населена област. И Курски и Белогорската област. Тоа е изворена режија игра, а Зеленски кој тоа прави одлично. Многу пати кажа, во моите лези нормално, кои редовно ме следат, дека Зеленски човек на Путин. Зошто? Благодарение на Руската федерација и на Владимир Путин, он дојде на власт. Поточно кажано, дел, значи, кај што е Донбас, руското говорно подрачје, гласал за Зеленски. Сега некако се донесе на власт и мораш да работиш, ти си ваза. Една друга работа ќе кажам, например, он ги искористи американците и испра големи пари. Не случајно Захарова, кој е некој потправил на Лавров, го прашаше Маск, кој му помогна на Трамп да дојде на власт со инвестиции, кој имаше фиктивни 270 милиарди, он го праша Маск дали имаш ти во готово 60 милиарди, бидејќи Зеленски ги има. Не доби одговор. И полека, која следи внимателно, која е разбира анализата, Маск го тргат од сцената. Упропаѓа Тесла, која е за електроиндустрија, и самиот кажа мора да се врати кон својот бизнес кој му пропаѓа. А од друга страна пак Кина полека се купува, нешто исклучиво мислиме да купи и неговите фирми. Она поседува економски Америка. Ова е неверојатна игра, ова тројка. Не случајно сега Трамп почна да преговара со Кина. Не да преговара, тоа беше еден вид договор за да Кина влезе со своји инвестиции во Америка. Не за царините. Поточно со тие царини што сакаше наводно да ги каче, он сакаше кинезите да ги натера да влезат во Америка, да отворат работни места за американците. Само администрацијата изгуби од администрацијата над 3 милиона луѓе, се протеруваат со имигранти. Прво, нема доволна работна сила. Нивната војна индустрија е застаната. А Трамп да ја спаси, он ги посети Емиратите и Саудитска Арабија, кој ги натера стотици милиарди да дадат за да купат застарено веќе, може слободно да се каже, американско оружје, за да може нивната војна индустрија да работи. Ова е неверојатна комедија. Че, ја не би сакал погрешно да свати господин Слободан Чашуле од Алфа телевизија. Некој, веќе мислам, прв пат синоќ го слушна, за мене ќе ми прости е песен зелена, кога не ги познаваш работите. Факт е дека ние од Украина добивме сухови, имаше добро. Па беше 2001. Господин Чашуле да ве објаснам на работа. До 2014 скоро, руското влијание во Украина беше. Од 2014 со обојната револуција, како сакате кажете, дојат Западот и ја нарушуваат Украина за војна со Русија. Значи, до 2014 Украина не се питаше, прашаше. А Русија 2001 не можеше да ни даде оружје, бидејќи ќе беше вовлечена во конфликт со Западот. А Украина можеше, значи по наредба, по налог на Москва, Украина се уште, тогаш беше, сега Белорусија се уште под влијание на Москва, ми ги добивме миговите и доброволци. Тоа беше благодарение на Руската Федерација, запомнете господин Чашуле. И не е случајно, што се случи? Минатата влада, тие сухои, се што ние ги плативме, и ги вратија ко подарок на Украина и тенковите. Буквално разоружила Македонија. Овој кажувам дека агресија никако не враши Русија, само си враќа нивните историски градови.
Кој некој држава никош не постојава. Има договор, некој вели и подобро кај Непал ќе биде, потврдно кажано, русите нема да застанат дека не падне Харков, Николаев, Одеса. Во Одеса ќе се заврши конфликт. Значи, ќе остане Киевскиот дел, Галиција, Полска полека се врати, бидејќи сака да си го поврати Галиција, тоа е Калалов, тоа било нивно, иначе не би текнало како се викаше, ги ми просите, еден од советниците на Романови, кој му рекол никош Галиција да не ја присвојуваш кон Русија, кон царското, тоа било империја, кон Русија, бидејќи ќе распадне империјата. Таа грешка ја прави Сталин 39-та е присвојува Галиција кон СССР. А за време на Втората светска војна го тоа прави, или поделбата, кој беше меѓу Германија и Сталин за поделба на Полска. И не случајно од Галиција се формира дивизија пред Сталинград, значи унијати католици, и тие исти се прават и проблеми во Полска, убиваат многу луѓе, и не случајно во Полска се прават двата логара нацистички, не во Германија. Аушвиц и Требника се во Полска. Беше Малта спомнали, така ќе им просите. И нашиве, посебно Буцунски, да не си трчува, да излезе против Русија, бидејќи парите не се на Запад, они се страшна рецесија, парите се во БРИКС на истокот. Поточно Кина, Русија, Индија и да не ви ги бројам сега. Само една глупост што направи Заев, поведување на санкции кон Русија, он ги натера русиве, порано да купуваат целата ресанска јаболка, да купуваат садници. А Буцунски се млади деца и не знаат, ја ќе земам пример кој Југославија, веќе ше тогаш бе дипломиран аналитичар, значи тржиштето на СФРЈ, значи кај што извезува, тоа беше Источниот блок, арапските земји и неврзаниот свет. Југославија никогаш не можела, што беше голема држава, да извезе на Запад. И ние не извезуваме денеска ништо на Запад. Извезуваат од економските зони. Уште еднаш ќе ги повторам за премиерот и за владата. Треба да се насочи Македонија кон една работа. Тоа е кон земјоделието, кон производството на храна. Храната е денеска најскапа и излизува се недро. Втора работа што треба да направат? Треба да направат државни агенции за откуп, сигурен откуп на земјоделието. Да не се дозволи странски компании и прекупци да го откупуваат, него државата и да тргуваат. Тоа е главниот извод. Само за пример ќе ви кажам. Јас сум, да кажеме, Кочански дел, од Зрновци сум роден, там 15 години живеев, но јас се сеќавам за време на СФРЈ. Кочани, Оризот, нешто има Штипско и Белешко, ги задоволува 80% од потребите на СФРЈ. Другите 20 се увезува од Бурма, од тие земји, и тој ориз не се користеше за продажба во Југославија, туку за војската. А Кочани имаше еден од најквалитетните оризи. Југославија, дивизиите ги добиваше, знаете ли од што највеќе? Од тутунот, со извозот на тутунот. Да се вратам на темата. Значи, ова е комедија и не ја сваќате сериозно. Значи, нема да заврши дека Одеса не падне. Сега Русија тргнува во главна офанзива. Да не веќе нема повеќе, да оставим нешто за друг пат. Драги пријатели, во сакам овден, значи убава недела, и оние што има жалба. Да ги следат моите видеоанализи. Треба на YouTube да присутат на копчето subscribe и ги следиме. Може да ме следат и на Instagram, крајнички латинично со CH, и на TikTok. И посакувам овден, Македонија пред се,
а владата да внимава со економски бум, тоа го беше нагласи, но мојот профил слободно вика, тоа целиот коментар. Добар ден, убава недела, Исус создателот напред, Македонија пред се.